сметам дека грешката која што во моментот се прави е тоа што владата влегува во преговори со банкарскиот сектор на ниво на здружение, а не на ниво на индивидуални банки. Како ќе се отплаќаат долговите ако имаме перманентен дефицит и пораст на бруто општественото производство под каматите кои се задолжуваме во овој момент? Ние генерално генерираме буџетски дефицити кои што од една страна се над потенцијалот за раст и тоа навистина не втурнува во една замка на задолженост. Околу проблемот кој што го имаме со Бугарија и гледаме исклучително висок степен на интерес на меѓународната заедница. Ние немаме проблем со Бугарија или со Грција, не имаме проблем на признавање на постоењето и континуитетот на македонскиот народ. Тука е проблемот. Се зборува за распуштање на судскиот совет и советот на обвинители. Владата мора да даде видливи и ефективни резултати во ова поле. Ако не го даде тоа, ќе има сериозен проблем на следните парламентарни избори, кога и да се. Светот во непредвидлива воена ескалација. Скандинавците купуваат залихи, французите храна и вода за наредните 2 недели. Србите ги чистат атомските бункери. Има ли Македонија план и лекарска мобилност? Дали е возможно лекарите од приватните болници да се вратат во јавното здравство? И кои се тие? Следите ново издание на ТВ магазинот Теренин. Кај емисијата започнуваме со гостување на министерот за здравство и еден од лидерите од коалицијата Вреди, Арбен Таравари. Светот е на граница помеѓу примирје и застрашувачка војна. По блиските и подалечните соседи на Украина како да се подготвуваат за ненадејна нова ескалација и проширување на војните действија надвор од сегашните боишта. Некои складираат храна, други ги подготвуваат бункерите како заштита дури и од нуклеарни удари. Премиерот Мицковски изјави дека со внимателно се следи развојот на конфликтноста. Господине Таравари, имаме ли доволно резерви доколку, не дај Боже, ескалира состојбата околу руско-украинската криза? Геополитичките настани во регионот и во Европа, па и во светот се малце чудни, меѓутоа и непредвидливи, да речам 100%. Среќа во сите овие настани што се случуваат во светот, па и во регионот е што ние сега веќе сме членка на НАТО. Нормално Македонија, па и сите други држави од, да речам, Западниот Балкан, се прилично мали држави кои што не се, да речам, некоја војна со силна војска или кои што можат да влијаат на тие геополитички настани, да се надеваме дека не треба да размислуваме за лоши сценарија, иако како држава секогаш треба да бидеме подготвени за се. Меѓутоа, по информациите што ги имаме, не се очекуваат некакви настани, барем во скора иднина во регионот. Да претпоставиме дека ако дојде до влошување на состојбата, имате вие мобилизирачки план, доволно залихи, амбуланти, лекари доволно? Како држава, секако дека имаме недостаток на се, па и на медицински персонал, меѓутоа не до толку за да бидеме во критична состојба и во состојба во која што не би можеле да функционираме. Така да мислам дека во моментот, ако ме прашувате од медицински аспект, окей сме, иако сите системи слични на нашиот, кои што се релативно сиромашни, кога доаѓаат вакви, да речам, светски несигурни состојби, тоа го покаже и пандемијата со COVID-19, дека системот се покажува дека не е баш функционален како што треба. Меѓутоа, тоа ни беше добро, да речам, добар настан за да видиме каде се нашите слаби точки и каде треба да се коригираме. И мислам дека од тогаш па до сега се обидуваа сите министри и тие кои што беа пред мене, баре малку да го мотивираат медицинскиот кадар. Во однос на кадровскиот колапс во македонското здравство, вие
ориентацијно околу 1000 лекари недостигаат во јавното здравство. Меѓу 200 и 250 луѓе во бел мантил годишно заминуваат во странство според податоци на Сдруженијето на лекари. Како ќе ги придобиете, како ќе ги задржите оние што се тука и како ќе ги придобиете да останат или да се вратат во јавното здравство? Убаво прашање за кое што владата од првите седници на владата веќе донесе одредени одлуки. Ја кажав во едно интервју дека ни недостасува за биде се перфектно околу 1000 доктори. Ние донесовме одлука на влада со значи ние како Министерство за здравство побаравме од владата и тие не поддржаа 600 доктори. 600 доктори никогаш во Македонија не се вработиле за една година. Сега 300 оваа година и 300 следната година, се надевам до јуни некаде, ќе се вработат и од 1600 да ти се вработат за една година, тоа е релативно добра бројка. Од друга страна, овие доктори кои што се на приватна специјализација, повеќето од нив се потенцијални кандидати за да одат од државата. Значи, тие не се во редовен работен однос, немаат обврска према никого, завршува специјализација и прво место што ќе најде некаде со добра плата, веднаш е потенцијален кандидат за да оди. Затоа и ги вработуваме сега и тоа мора да се признае дека е многу добра бројка. Сметате ли, министре, дека со зголемувањето од 10% на платите ќе биде доволен мотив и стимул да... Јас сакам да кажам дека не се само 10% се оваа година. За докторите е помалку 4%, меѓутоа за сестрите е околу 17%. Идната година повторно 5%, после 2026 7%, потоа најверојатно ќе биде 9%. Така да не е малку за 4 години да се покачат платите за 40 до 50%. Од друга страна, отворивме уште еден вентил. Донесовме одлука во влада по која со одлука на влада од 2022 година приватните доктори не можеа да се вработат или да се трансферираат во државното здравство. И веќе тоа го надминавме. Сега веќе сите заинтересирани доктори кои што работат во приватно здравство, а кои што сметаат и гледаат некаква перспектива во јавното здравство, полека почнуваат да покажуваат интерес и имаат отворени врати. До сега барем само кај мене се пријавени околу 10 доктори кои што сакаат од различни приватни клиники да се вратат во јавното здравство, бидејќи гледаат некаква надеж и се надевам до крајот на годината повторно да направиме уште едно нешто кое што е многу важно за мене како министер за здравство, да направиме можност за сите доктори кои што работат надвор од државата, ако се заинтересирани да се вратат, да можат веднаш да се вработат. Не да дојдат да бараат работа, да не се сигурни дали ќе најдат работа, да бидат принудени да отвораат приватна клиника или приватна ординација, туку државата да им дава можност, ако сте заинтересирани, ете веднаш ви наоѓаме државна работа, било кај да изберете вие, во било која здравствена установа, нормално, доколку установата има потреба за таков кадар. Ако нема во таа установа, веднаш би наште во некоја друга установа. Господине Таравари, за непол месец 3 смртни случаи. Чувствувате морална одговорност? Видете, да има докторска грешка, ја и треба да се чувствува морална одговорност. Меѓутоа, кога ги гледам статистиките и кога видите во болници почиваат луѓе највише. Ретко во домовите. Така да, ако ги гледам статистиките, например на детска клиника, конкретно збориме за детска клиника, 2024 година има 35 смртни случаи. Ви зборувам за статистика до крајот на месец октомври. Но многу често станува збор за лекарски пропусти. Ако ми дозволите, 2014 година биле 105 деца, 2015 100 и нешто деца, минатата година биле 28, пред таа година 53, значи секоја година од 2014 имало дупло или 30 до 40% повеќе починати пациенти на детската клиника за жал. Пропуст во лекувањето на пациентите во ниеден од случаевите не може да се каже дека на вистина дека докторите пропуштиле нешто. Освен во еден случај, каде што се работи за 14 месечно бебе,
кое што не било примено, меѓутоа докторот го прегледал и им кажал на родителите дека утре треба да се пријават повторно на преглед. Родителите не се пријавиле и отишле во друга болница, меѓутоа повторно сметам дека овде има лекарски превид. И затоа се превземени и одредени дисциплински мерки од клиниките врз докторите кои што го направиле овој превид. Следите 3 ден гостин во емисијата Арбен Таравари, министар за здравство, еден од лидерите од коалицијата Вреди. Господине Таравари, рековте пред неколку месеци дека до крајот на годината ќе се донесат уставните амандмани. Дали е тоа ваша лична проценка или суптилен притисок врз премиерот Мицковски да го забрза процесот на гласање на и внесување на бугарите во преамбулата на Уставот? Значи, оригинално реков, јас сум оптимист, и тоа огромен оптимист, дека ќе започнат уставните промени пред Нова година. Значи, и ако започнат уставните и ако беа започнати пред месец и пол, до Нова година не може да биде завршени технички, временски, бидејќи нели условите се такви и такви се законските регулативи, дека е невозможно да заврши за еден месец и да сакате. Јас сум оптимист, повторно велам, знаејќи ги сите околности и имајќи лични информации од повеќе извори, дека и гледајќи го премиерот дека е навистина оптимист и дека навистина сака Македонија што поскоро да ги започне преговорите. Ја мислам дека премиерот е апсолутно проевропски ориентиран, само што не сака да му се случи тоа што се случи во 2018 година. Он условува и со право условува. Не сака да му се случи неговите министри и тој да се слика во авион и потоа да не ги започнеме преговорите со Европска Унија, да одржиме пресконференција и да не ги започнеме преговорите со Европска Унија. Он бара некаква гаранција од Софија, Брисел или Вашингтон дека ова е последно условување и после тоа нема да има веќе повторно после една година ние ќе ги направиме уставните промени и после една година повторно некој ќе каже дека ете нешто не велам за условите за вклучување. Овие се надвор од условите. Промената на името на државата, промената на знамето, промената на одредени уставни промени. Преостануваат уште помалку од 2 месеци до крајот на годината. Дали постапката за уставни промени до крајот на оваа година ќе почне? Нема 2 месеци, туку има уште 6 недели. Јас продолжувам да бидам оптимист, голем оптимист. Октомври 2022. Изјава на ваша изјава. Ако не поминат уставните измени во овој парламентарен состав, говориме за претходниот, тогаш мислам дека уште долг временски период ќе тапкаме во место и ќе бидеме држава во која нема да има ниту македонци, ниту албанци, ниту други етнички заедници, бидејќи полека народот ќе се иселува. За жал, добро ќе беше Македонија да ги започнеше преговорите одамна, бидејќи стабилизација и асоциација со Европска Унија ние подпишавме 9 април 2001 година, пред Хрватска и пред многу други држави. После ни се случи Букурешт 2008 година, Албанија и Хрватска станаа дел од НАТО, ние за доципени треба уште 10 години. Ова е, мислам дека моментот да Македонија ги продолжи преговорите заедно со Албанија и да се вклучи во тој пакет. Започнувањето на преговори е надеж за луѓето. Е некаква надеж дека веќе полека го започнуваме крајниот пат до дестинацијата која ја посакуваме сите и која ја посакуваат сите наши граѓани. Оти сите луѓе кои што одат од Македонија не одат никаде друго освен во Германија, Швајцарија, Скандинавија, Италија, Америка. Значи тоа е патот кој што ни го покажуваат граѓаните кои што си отидоа и се согласувам со тоа што сум го кажал. Ако тапкаме на место и ако не успееме да ги започнеме преговорите, јас сум скептик и мислам дека ќе ни се испразни тотално државата, ќе останеме само како старечки дом. Уставот е генератор на проблемот околу албанскиот јазик. Како ќе се однесувате како представници на албанската етничка заедница во однос на престојните
одлуки на Уставниот суд околу оние одредби и сугестии од Венецијанската комисија, забелешките околу законот за употреба на јазиците? По уставот на Социјалистичка република Македонија од 1974 година јазици, официјални јазици во Македонија биле македонскиот, албанскиот и турскиот. И сега со уставот од 1991 година, закрпен во 2001 година, уставни јазици, односно официјални јазици во државата се македонскиот јазик и јазикот кој што го зборуваат над 20% од населението, што за мене и за повеќето луѓе кои што живееме тука и сме од друга етничка припадност, мислам дека е неубава. Што значи дека ќе инсистирате кога ќе биде отворено прашањето околу уставните промени и внесувањето на бугарите во преамбулата, ќе инсистирате да се избрише и формулацијата 20%? Не, јас, сите треба да инсистираме, бидејќи ние живеевме во една држава пред 90-тите години. И никогаш не било тема на разговор некаде во политиките на тоа време, зошто турскиот јазик, еве не албанскиот, или албанскиот јазик е официјален јазик во државата. Значи на никој не пречеше и државата функционираше безпрекорно. Републиката тогаш функционираше безпрекорно. Ја како дете знам, живее во Гостивар и кога поминував пред општина Гостивар, беа и турското, и албанското, и знамето на Социјалистичка република Македонија и државното знаме на Југославија, и никој не пречеше тоа. Ја повторно сега, например, во општина Гостивар 12% се турци, кај нас турското знаме се вее пред општината и турскиот јазик е официјален, колку што знам и во Куманово 5 јазици се официјални. Ја мислам дека предрасудите меѓу нас, подгревани од одредени радикални групи кои што се минорни, небитни, а кои што загреваат и подгреваат и прават таква состојба што овде си патриот ако си против некого, и од едната и од другата страна, не велам само од едната страна, така да треба рационални да бидеме и не јас да инсистирам. Сите треба да инсистираме, тие 20%, барем според демографијата овие 30 години, гледаме дека албанците се повеќе од тоа што биле пред 2 години и македонците се тука по проценти и сигурно следните 50 до 100 години во оваа држава најголеми народи кои што се 90% кои што живеат во Македонија се албанци и македонци и за една стабилност коезивно во државата треба да има многу добра коезија меѓу овие два народи кои што се велам околу 90% во држава. Господин Таравари, можно ли е до идната година, до година поточно, заедно со локалните избори да имаме и предвремени парламентарни избори и дали не сметате дека би било илузорно да останете во владината коалиција ако еден од вашите клучни приоритети деблокада на македонскиот пат кон ЕУ, односно интеграција кон Европската унија, остане замрзната и нема изгласување на уставните промени како една од клучните барања? Да бидам искрен, да знам дека албанската опозиција ако влезе во владата, ќе се деблокира европската интеграција на Македонија за почетокот на преговорите, јас уште утре би им кажал бујно. Дојдете во владата, деблокирате. Јас знам дека таа албанска опозиција беше од 2008 до 2015 година периодот кога беше Македонија блокирана ниту дел од НАТО, ниту пред вратите на Европска унија, така да идната година се е можно, ја не велам дека е невозможно, иако е нелогично и не очекувам да има избори, бидејќи владиното мнозинство е стабилно, скоро 2/3 има, да не речам и веќе има 2/3 од пратениците, меѓутоа доколку има широк консензус. Оти секогаш кога сме одели на предвремени избори имало еден поширок консензус. Од тие македонска опозицијска партија, албанска опозицијска и партнерите во коалицијата, во владата, доколку се согласиме, нема никаков проблем. Ја гледам дека ДУИ по секоја цена инсистира да се оди на избори, меѓутоа не дека ќе се деблокира. Ако имаат тие клуч за деблокирање
на евроинтеграциите, нека ни кажат веднаш утре, нека влезат во влада и нека го отклучат тоа и нека започнат преговори. Еве, од сега јавно го кажувам ова. Меѓутоа знам дека е само демагогија, доколку сакат да се измерат со влен кај сме, идната година има локални избори. Секако во сите избори ќе се измерат и по број на советници, и по број на градоначалници. Оние инсистираа на почеток на легитимитет. Убаво е за партијата еден период да се остане во опозиција и нема да биде смак на светот ако дуи остане 4 или 8 години во опозиција. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам за можност. Следете интервју со министерот за здравство и еден од лидерите на коалицијата Вреди. Кратка пауза за реклами, а по рекламите гостинка во емисијата ќе биде професор Благица Петревски. Ќе се осврнеме на економските параметри и диалогот меѓу владата и банките околу каматната стапка, а е поврзана со унгарскиот заем. Следете не. Повлечените 250 милиони евро од Будимпешта за кредитирање на бизнисот лежат како мртов капитал. Владата и банките во клинч. Колкави се банкарските трошоци за распределба на унгарскиот кредит за фирмите во Македонија? Дали владата ќе ги субвенционира? Надворешниот долг и дефицит растат со неизвестност за одржливост на јавните финанси. Во наредните минути разговарам со професор Благица Петревски. Добре дојдете во емисијата. Добре најдов и благодарам на поканата. Подолг период главна тема во фокусот на вниманието е кредитот од Унгарија и темата околу кредитирањето и можниот договор меѓу владата и банките. Дали банкарските трошоци за сервисирање на унгарскиот заем може да ги направат скапи парите од Будимпешта и како ја гледате тука улогата на владата во однос на субвенционирањето со намера, предпоставам, да се демонстрира дека сепак кредитната линија е релативно ниска? Каматната стапка. Така, во последните 3 месеци јас мислам дека главна тема на дискусија е унгарскиот кредит и веќе оваа дискусија исклучиво е на техничко ниво, односно ние денес разговараме за само еден мал сегмент, а тоа се какви ќе бидат условите на кредитот. Меѓутоа, поголемата слика за која ќе биде намената на овие средства некако останува недоволно издискутирана и истовремено постои недостиг на информации како и соодветни анализи. Зошто ова го зборувам? Затоа што ова не се банкарски кредити помеѓу една компанија и една банка. Ова се банкарски кредити кои што чија нивна цел е да поттикнат инвестициски циклус и се наменети за производни компании. Меѓутоа, каков ќе биде импактот, затоа што крајната цел е да се поттикне вкупниот бруто домашен производ, во голема мера ќе зависи од кого ние го таргетираме. Дали ние таргетираме комплетно нови инвестициски циклуси, нови инвестиции или сепак ќе бидат тоа и за инвестиции кои што биле во план и кои што секако ќе се случиле без разлика дали ние ќе бидат кредитите или не. Ова е многу значајно за вкупниот ефект и врз бруто домашниот производ и врз извозот. Дополнително, многу е значајно кој тип на компании ќе бидат, во кои сектори ќе бидат тие компании, дали ќе се води сметка за равномерниот регионален развој и да имаат пристап до овие компании и оние компании кои во моментот можеби се поризични или немаат доволно можност да доспеат до овие кредити. Дали ќе биде скапа или не, тоа се пазарни услови. Ако за некого, она што за некого значи скапо, за друг е ефтино и обратно. Господин Петревски, во јавноста има поделени мислења дека од една страна дека владата се меша во кредитните политики на банките и врши политички притисок, од друга страна пак владата порачува дека може би е добро банките да демонстрираат поголема општествена одговорност. Кој е вашиот став? Така, од страната на владата легитимно е тоа дека владата е таа која што ги зема средствата од даночните обврзници во име на компаниите и легитимно е да бара одредени услови затоа што практично ги дава на банките и владата е таа која што ја плаќа каматната стапка крајна. Меѓутоа, истовремено, сметам дека грешката која што во моментот се прави е тоа што владата влегува во преговори со банкарскиот сектор на ниво на здружение, а не на ниво на индивидуални банки, затоа што сепак и помеѓу банките
веројатно треба да се применат тие пазарни механизми и таа профитна логика. Ако за една банка одредени услови не функционираат, веројатно за друга банка таквите услови би функционирале и на страната на владата легитимно е да, земајќи предвид дека тоа се пари од деношните обврсници, легитимно е да бара да бидат тие по што поповолни услови. Меѓутоа, исто така, од друга страна, ме прашавте дали е фер да се бара одредена солидарност од банкарскиот сектор. Легитимно е да бараме одредена солидарност, меѓутоа треба да знаеме дека и банкарскиот сектор се ентитети кои што се профитно ориентирани и нивната крајна цел е да го максимизираат профитот. И од тука ние може да очекуваме, меѓутоа сепак сметам дека не треба да биде многу надежно дека банкарскиот сектор треба да премине во улога на солидарност, сепак треба да води сметка за покривање и на своите трошоци, меѓутоа и за ризиците кои што ги презема. Под предпоставка дека владата и банките ќе се договорат, да речеме со каматна стапка од 2,7 или 2,9, дали тоа доволно ќе биде да им помогне на бизнис, да биде од помош за стопанството? Видете, во моментот просечната каматна стапка на кредитите е 4,9%, што е значајно над оваа стапка за која што дискутираме, дали е 3,25 или нешто под 3%. Веројатно, кај еден дел од компаниите кои што се бонитетни, кои имаат добар кредитен рейтинг и слично, имаат и можат да користат и кредитни линии кои се испод оваа стапка. Меѓутоа, за поголемиот дел од компаниите, верувам дека оваа каматна стапка е значајно поволна и истата треба да ги стимулира. Јас понатаму би се фокусирала повторно во тоа да имаме добар таргет кон оние компании кои што до сега не би можеле да реализираат одредена инвестиција, а овој тип на кредити ќе им помогне за реализација на нивните инвестициски планови. И сега тука останува отворено и понатаму прашањето каква е формата на таа инвестиција. Викаме производни компании, меѓутоа кој е секторот понатаму, за која намена ќе бидат? Ќе бидат за целосно нови кредитни линии или за нова технологија? Зошто државата се задолжува за банкарските комерцијални банки? Она помалку што изгледа симптоматично, зошто се влезе директно со диалог со заеми кредит од Унгарија, а не, например, да се земат кредити од меѓународните фондови, од Светска банка, од ММФ, од Европска инвестицијска банка? Дали клучна е устори ниската каматна стапка? Сметам дека и ниската каматна стапка, меѓутоа и одредени услови кои што веројатно се дадени, како што се долгиот рок на отплата, грейс периодот кој што е даден, понатаму веројатно и за намената е многу значајна во оваа ситуација. Намената е од една страна за бизнис секторот, од друга страна за општините. Дали таквата намена би била финансирана од меѓународните организации, дали тоа се вклопува со нивните портфолија е исто така значајно. Меѓутоа, дали сметам дека начинот на поддршка на бизнис секторот преку кредитни линии е невообичаено, не сметам дека е невообичаено, затоа што логиката на, ако гледаме макроекономски, бруто домашниот производ може да се поттикне, една од компонентите како да се поттикне е токму преку инвестиции. Јас сметам дека тоа е здрав начин за поттикнување, доколку успееме да го поттикнеме бруто домашниот производ. Инвестициите може да бидат преку јавни инвестиции, капиталните расходи или преку бизнис секторот. Понатаму бизнис секторот може да биде поттикнат преку целосна државна помош. Тоа беше, например, да направиме паралела планот за економски раст, или може да биде поттикнат преку ваква форма на линии кои ќе дадат дополнителен пристап на капитал, но многу значајно кога веќе и правиме паралела со планот за економски раст е да успееме да поттикнеме нов инвестициски циклус. Затоа што планот за економски раст ја имаше истата цел, меѓутоа на крај ефективноста беше многу мала или воопшто ја немаше, само кај одредени индикатори, затоа што истите беа дадени во проекти чија инвестиција веќе била настаната. Следите разговор, гостинка во емисијата, професор Благица Петревски од Finance Think. Господи Петревски, за едната година проекциите за раст на БДП од 3,3 се, раст на буџетските приходи од 12,8% и капитални расходи на ниво од над 800 милиони евра.
унгарската милиарда и нагло ќе го зголеми веројатно надворешното задолжување. Како ќе се отплаќаат долговите ако имаме перманентен дефицит и пораст на бруто општественото производство под каматите кои се задолжуваме во овој момент? Да, ова е доста добро прашање за дискусија, особено ако ги анализираме што се случува со буџетските дефицити и што се случува со потенцијалот за економски раст на долг рок. Ние генерално генерираме буџетски дефицити кои што од една страна се над потенцијалот за раст и тоа навистина не втурнува во една замка на задолженост. Од аспект на каматните стапки, и тоа е легитимно, каматните стапки треба да бидат и треба да целиме да бидат под онаа стапка на економски раст која што имаме. Нажалост, во изминатите години ние не успеавме да генерираме економски раст кој што е на нашиот потенцијал, односно 4 до 4,5%. Еден дел е заради турбулентните години поврзани со кризите, меѓутоа еден дел е и затоа што ние имаме генерално слабост во имплементација на реформи и повторно нас ни се повторува една ситуација каде што ние генерираме дефицити кои што не неопходно ја поттикнуваат конкурентноста и продуктивноста на економијата, што треба да биде клучна цел. Вие може да се задолжувате, меѓутоа доколку таквото задолжување е насочено во поттикнување на економскиот раст, во поттикнување на конкурентноста, тоа значи дека во моментот кога ќе треба да ги исплаќате тие земени кредити, ќе имате потенцијал тоа да го направите. Нажалост, во изминатите години и тековно во моментот гледаме дека владите не посегнуваат по тоа да се откажат од одредени популистички мерки и политички мерки кои што не одат во насока на јакнење на конкурентноста. Например, во тековната влада забележавме дека клучното политичко ветување беа пензиите и истите се реализирани, кои да ќе го поттикнат животниот стандард, меѓутоа не се мерка која што влијае на конкурентноста. Во минатата влада тоа беше стимулирање на минималната плата и финансирање на истата во еден дел преку буџетот. Така што мислам дека ако сакаме да целиме раст кој што ќе биде над буџетските дефицити и да влеземе во фискална консолидација, ние мора да започнеме со структурни реформи и инвестирање на парите од буџетот во развојна компонента. Ја споменавте фискалната консолидација, во последен период многу малку се зборува за неа. Тешко оди прибирањето на средства во буџетот, сивата економија се уште е релативно висока. Каде го гледате решението? Сметам дека моментот на фискална консолидација е тема која што ние ја заборуваме во подолг временски период, особено настана тема за горлива тема после енергетската криза, каде што забележавме дека јавниот долг и порасна на едно значајно високо ниво. Во моментот, според фискалната стратегија, тоа е 66,4% планиран за оваа година, можеби ќе биде реализиран под тоа ниво согласно последните проекции. Меѓутоа, ако на тоа ги дадеме и оние доспеани, а неизмирени обврски, ние веќе ќе оперираме околу 70% на јавен долг, што е нешто што треба да не загрижува. На долг рок, односно и на среден рок, сметам дека само структурни реформи се тие кои на одржлив начин може да не втурнат во поголема фискална консолидација. Од една страна структурни реформи во делот на расходите, во голема мера ние започнуваме развојната компонента да ја истиснуваме, односно буџетот се повеќе наликува на социјален. Тука има простор ке повеќе ставки каде може да забележиме подлабока фискална консолидација, меѓутоа на приходната страна простор гледам во справување со сивата економија, која што крија еден доста голем потенцијал за прибирање на дополнителни приходи. Во моментот гледаме политичка волја и намера, меѓутоа треба да бидеме и свесни дека борбата со сивата економија нема преку ноќ можеби да ги даде тие резултати, но некаде треба да започнеме. Што доколку долгот продолжи да расте? Многу близко сме до 70%. Како ќе ги сервисираме долговите и дел од доспеаните пари кои треба и кредити кои допрва треба да ги отплаќаме?
Едно од решенијата е ние навистина да се трудиме растот на бруто домашниот производ да го засилиме во следниот период. Тоа е на приходната страна. Меѓутоа на расходната страна има простор за дополнителна консолидација. Например, ставките за субвенции може дополнително да се реструктурираат. Понатаму треба да имаме внимателност во делот на ставките што значат исплати на социјални бенефиции. И во тој дел имаме простор понатамошно да се консолидираме. Во делот на платите не може да растат повеќе од продуктивноста особено продуктивноста на јавната администрација која е стагнантна или е надолна. Треба да бидеме внимателни со тие политики. Така што она што го упатува како намера фискалната стратегија е дека во следниот период фискалната консолидација ќе следи. Со предлог буџетот за 2025 е проектиран буџетски дефицит од 672,3 милиони евра, надворешни задолжувања кои стигаат за наплата од 801,6 милиони евра, отплата на домашниот долг треба да изнесува 274,8 милиони евра. Во буџетот за 2025 година ни фалат речиси 1,7 милиарди евра. Што ќе правиме? Ќе позајмуваме повторно, ќе се задолжуваме? Да, што во буџетот, проектираниот буџет за 2025 година, буџетскиот дефицит е 4% од бруто домашен производ, нешто понизок од она што е проектиран за оваа година и таа фискална консолидација која зборуваме дека е намерата да се консолидираме. Што има буџетски дефицит, веројатно дека ќе мора од некаде да го финансираме тој буџетски дефицит. Тоа значи дека ви имате помалку приходи во однос на она што имате расходи и тоа треба да го финансирате од некаде. Главно е преку домашно задолжување и веројатно странско задолжување. Имаме, анализирајќи одредени податоци, ние повеќе имаме расходи и сега се поставува прашањето, имаме ли економски потенцијал ова темпо да го одржиме? Ние оперираме под нашиот економски потенцијал. Значи, ако нашиот економски потенцијал е 4 до 4,5%, ние претходните години имаме раст меѓу 1, 2, 2,5%, што апсолутно е далек од нашиот економски потенцијал. Меѓутоа, изминатите години, ако гледаме во континуитет, како ние правевме една анализа, која што се однесува на какви биле во која мера биле исполнети фискалните правила и каква била фискалната дисциплина. И таа анализа од 2008 година до денес. Ние ќе забележиме дека во повеќе од половина од тие периоди ние сме оперирале со буџетски дефицит над 3%, односно над тоа фискално правило. Во истиот тој период ние сме имале во континуитет, во просек, повисоки расходи од она што ние сме имале потенцијал да прибериме и на таков начин ние во континуитет сме воделе постојано експанзивна фискална политика и фискалната политика која треба да биде контрациклична, а не проциклична, не секогаш била применувана и моментално ова што го гледаме е резултат на целокупна една повеќе од деценија функционирање на ваков начин на фискалната политика. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и на вас. Вечерашниот соговорник беше 14 години пратеник, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, директор за комуникации во партијата. Добре за Илија Димовски. Добро најдов. Господине Димовски, од мокна политичка фигура 2006-2010, сега дел од вашите ќе речат, а и меѓу моите колеги реч, Илија Димовски стана маргиналец. Дали Мицковски сепак се дистанцираше од одредени луѓе кои важат за блиски до Груевски, или пак ве подготвуваат за иден амбасадор или можеби за некоја нова висока политичка функција? Дел од вашите колеги завршија како национални координатори во владата, дел ги подготвуваат за високи останати позиции. Каде сте? Ете, концепирањето на политиката секојаш има две нивоа. Првото ниво е кадровското, оно што вие го прашувате. Второто ниво е политичкото, кое што не беше дел од вашето прашање. Јас сум исклучително задоволен од односот на мојата партија спрема мене од аспект на тоа што имам простор да действувам во второто ниво, во делот на креирање на политиките. Јас
бев еден од посериозните креатори на партиската програма за овие избори, парламентарни. Исто така учествува во конципирање на стратегијата и програмите за претходните локални избори. Присутен сум на скоро сите партиски форуми, каде што се одлучува, каде што се разговара околу тие прашања и апсолутно од тој аспект сум задоволен за третманот и односот на партијата кој што го има спрема мене. Во делот на она што вие го прашувате како кадровско позиционирање, воопшто не сум оптеретен во овој период од мојот живот околу тој аспект. Мислам дека треба да се даде простор и други луѓе во партијата да покажат дали знаат, дали можат, дали имаат капацитет, колку ќе бидат иновативни и креативни, така да се уште сум млад. Ако велите дека активно во позадина учествувате во креирањето на политиките на ВМРО ДПМН сега како владеачка партија, како вие ги доживувате коментарите дека оваа владеачка гарнитура како да е копи-пест на владењето на Никола Груевски, со објавување на билборди, со ветување дека името не го даваме, нема да го смениме уставот, нема да подклекнеме на бугарските диктати и така натаму. Видете сега, непријатно е секогаш за луѓето кои што ги обавуваат функциите да ги лепите и да ги споредувате со некого и да велите дека е копија или не е копија во смисла на политика. Јас го немам истото чувство, иако ние сме иста партија, така? Луѓето кои што сега ги гледате на министерски позиции, на премиерска позиција, на парламентарни позиции, биле дел од партијата и тогаш, биле и предходно и пред Груевски да стане председател на ВМРО ДПМН, и јас сум бил дел од ВМРО ДПМН и пред Груевски да стане председател, и Николовски бил и така натака и така натака. Што да значи, не набројувам многу. Господин Димовски, што значи дека паѓа во вода тврдењето на дел од вашите сопартици високи функционери дека актуелното раководство на ВМРО ДПМН е расчистило со времето на Груевски, Мијалков и останати. Не, видете, тука раководството на партијата има многу јасна позиција повеќе пати, има и одлуки на Централниот комитет во кои што јас не сакам ни да премногу да навлегувам. Друга ми беше поентата која што сакав да ви ја истакнам, дека ВМРО ДПМН има свој континуитет. Одредени луѓе во одредени периоди од функционирањето на партијата се на раководни позиции во самата партија. Но поголемиот дел од луѓето кои што ги гледате и денеска на сцена се членови на ВМРО ДПМН пред Никола Груевски да е раководство на ВМРО ДПМН. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Така да во тој дел континуитетот на ВМРО ДПМН, континуитетот на базичните политики, базичната идеологија, центар-десната идеологија и во делот на економските, идеолошките економски политики, и во делот на односот кон националните прашања, градење на добро образование, градење на солиден здравствен систем, либерална економија со дерегулација и така натака. Тие се прашања прозападната ориентација, про-НАТО, про-европската насока на ВМРО ДПМН се прашања кои што ги надминуваат периодите кои што вие ги поставувате како теза во вашето прашање. Заради тоа што тоа се базични постулати на целата политика на ВМРО ДПМН, потврдувани повеќе пати на конгресите на ВМРО ДПМН низ разноразни документи, некогаш се тоа доктрини, некогаш се тоа програмски постулати, некогаш е програма на ВМРО ДПМН, некогаш е изборна програма на ВМРО ДПМН. Но ако ги погледнете наназад со децении, не со години, со децении, тие се базичните постулати. Така да континуитетот на ВМРО ДПМН е гледајте го повеќе и низ призмата на тие идеолошки политички правци на партијата. Немојте секогаш, разбирам за луѓето е многу поедноставно сето тоа да го перцепираат низ призма на луѓе, на кадрова политика, многу повеќе сме оптеретени со тоа. Но повторно ќе се задржам на оно што ова е ново раководство на ВМРО ДПМН. Кое е тоа ново раководство ако, например, во владиниот состав го имаме Муцунски, Николовски, Јанушев, Милошовски во собрание? Значи, релативно прашање прво е дали се високи позициите кои што ги обавувале. Па добро, министер или заменик спикер на собрание не се за подценување? Зборите за Милошовски. Па за делот, оние се Милошовски самиот пред некој период кажа дека до 2011 учествувал во политички процеси, после се повлекол. Беше член на парламентот после тоа, но не беше во некоја, да речеме, концентриран кичен кабинет, како што ги викаат западњаците, на одлучување. Нити па Николовски бил во таков, нити па уште помалку Муцунски бил во таков кичен кабинет кај што се носеле одлуките. Така да, но биле тука и ги гледале процесите. Знаете, секогаш Чомовски има една дилема.
во нашето општество, кое што сега за сега се уште сме на линијата дајте нови луѓе, дајте нови луѓе, дајте нови луѓе, дајте нови луѓе. И ние неколку пати во минатите 30 години ни се случи, 5-6 пати ни се случи цели генерации на политичари да деташираме. Да се вратам назад. Душко Гадиевски, Љубен Пауновски, Илинка Митрева, Никола Ќуркчиев. Намерно спомнувам од двете страни. Биле дел од нив се и покојни. Биле изворедни ликови во политичкиот живот на Македонија, кои што прерано сме ги тргнали од политичкиот живот. Кои што немале афери, биле интелектуално способни, имале капацитет. Така да го гледаме малце и тоа низ процесите. Да гледаме дека треба некако да ја вратиме, да го вратиме дискурсот дека во политиката ни треба нова енергија и свежа енергија, но ни треба и искуство и знаење. Под наслов "Мицковизмот е новата ера на режим", пишува новинарот и колумнист Ерол Ризав. Македонија длабоко загазува во нова ера на уривање на онака малку стекнати демократски придобивки од осамостојувањето на државата до денес. Многу бргу излезе на виделина груевизмот во ново руво со добри изгледи да биде надмината страхов владината коалиција тогашна предводена од Никола Груевски. Заскриени зад примитивен популизам во наводна одбрана на националните интереси, се демонтира македонското општество во еднопартиски диктат, полош од времето на едноумието и Никола Груевски. Не знам што да кажам. Ерол Ризавов е човек во години, и заради годините треба да го почитуваме, но таквите креатори на политичкиот правец на СДСМ ја донесува СДСМ таму каде што е, прва работа. Мислам дека перцепцијата е изместена и дека се базира можеби повеќе и на нервоза спрема резултатите од последните избори. Инаку прерано е да се даваат такви епитети. Нема никаков символичен сигнал дека нешто оди во таков правец. Нити има некаков ригиден закон за медиуми, нити има било каков негативен однос према медиуми. Напротив, премиерот е за мој вкус дури и пречесто на телевизиските екрани и пречесто во изјави одговара на прашања. Господине Димовски, од позиција на опозиција се зборуваше дека Преспанскиот договор е лош, дека ќе се направи обид ако дојдат на власт, а дојдовте на власт, дека ќе направат обид за поништување на Преспанскиот договор. Ќе се обидат да репреговараат со Европската унија, бидејќи францускиот предлог е лош. Се зборуваше дека договорот, капиталниот договор за изградба на коридорот 8 и 10 со Бехтел и НК е криминален и дека ќе го се поништи или во најмала рака ќе се декласифицира договорот. Сето од ова што сега го набројав, не гледаме ниту дека Преспанскиот договор ќе биде поништен, ниту дека до овој момент не е декласифициран договорот со Бехтел и НК. Сега дури денове премиерот вели сега веќе доцна да се поништува договорот. Да се обидам за трите елементи во вашето прашање, да дадам што е можно попрецизен одговор врз база на информациите кои што јас ги имам, але се секако целокупно и обемни. Околу делот со бугарскиот проблем кој што го имаме, мислам дека доколку не се репреговараше, до сега ќе беше заклучено прашањето и ќе влеговме во некој процес кој што ќе значеше внесување на Бугарија. Тоа не го гледаме. Гледаме дека има интензивни средби и комуникација на владата, на премиерот, на претседателката на државата околу проблемот кој што го имаме со Бугарија и гледаме исклучително висок степен на интерес на меѓународната заедница и се повисок околу нашите позиции визави она што претходната влада го договори. Тоа значи дека нешто се случува. Не можеме да кажеме дека владата или државата го сменила односот визави она кога биле во опозиција тие кои што сега ја водат државата и владата. Реално ли е сценарието за одложено дејство на уставните промени? Да видиме. Не можам да кажам заради тоа што ги немам во детали информациите. Не сум вклучен во она што значи некаква дипломатија позади сцената, но ќе се согласите со мене дека ако беше така како што е тезата во прашањето, до сега ќе беа затворени прашањата. До сега ќе имаше почната процедура во собрание за внесување бугари во устав, а немаме такво нешто. Нити па имаме најава дека ќе се случи следниве недела 2-3 до празници. Вие сметате дека може да се поништи францускиот договор, односно францускиот предлог? Ние имаме комплексна ситуација во односите со нашите соседи. Пред се мислам тука на Бугарија и на Грција. Од една страна, приоритетно е за државата да изгради што е можно подобри односи со овие два
соседи кои што се членки на Европската унија, кои што треба да бидат некаков стабилизирачки гарантор за целиот регион, кои што се економски посилни од нас, кои што треба да бидат некаков иницијатор за позабрзан економски развој кај нас, кои што, ако сакате, дури имаат во својата национална структура компоненти национални, кои што се блиски со нас, кои што зборуваат на нашиот јазик и во Грција и во Бугарија. Од тој аспект, мислам дека нашата држава треба да го гледа проблемот билатерален како мултилатерален. Ние немаме проблем со Бугарија или со Грција, ние имаме проблем на признавање на постоењето и континуитетот на македонскиот народ. Тука е проблемот и со Преспанскиот договор кој што вие го спомнавте. Преспанскиот договор во суштина, погледнато низ грчката призма, не е промената на името, туку е членот 7, каде што се дефинира и поделува македонскиот идентитет на два сосема различни идентитети. Еден хелено-македонизам и еден славјано-македонизам. Тоа е амбицијата на Грчката република. Тоа е амбицијата и на бугарската држава да искреира. За Преспанскиот договор за кој повелете. И бугарската држава има истата амбиција да искреира бугаро-македонизам и нов пост-македонизам, кој што се базира на тоа дека е врз база на некаква држава. Ние треба да кажеме дека македонизмот во едната, другата, третата, дури ако сакате и четвртата верзија со македонците муслимани кои што или помаците кои што живеат по Тракија и по турска Тракија и по Измир, по Каршијака, по Истанбул и така натака, дека има свој корен, своја суштина, ист фолклор, ист јазик, исти обичаи, исти песни, исти херои низ историјата и така натака. Ни треба да се обидеме она што го прават како дезинтегративен процес према македонскиот народ, не криејќи ги компонентите македонски во својата национална структура и Грција и Бугарија, не да го искористиме во обратен процес, да создадеме мостови, да ги отвориме границите, да соработуваме економски, фолклорно, културно. Тоа е предизвикот на следниот век. Ако успееме проблемот да го да го направиме придобивка. Преспанскиот договор, да ви одговорам, да не испадне дека сум избегнал, заради тоа што имам многу јасен и чист став околу тоа прашање. Преспанскиот договор е историска неправда спрема македонскиот народ. Преспанскиот договор, државата треба да има прагматичен и политички динамизиран однос спрема Преспанскиот договор, кој што е адекватен на периодот во кој што се наоѓа државата. Односите со Европска унија, односите со стратешките партнери, односите со билатералните односи со соседите и така натака. И тоа некогаш изгледа онака како што вие го прашавте, и јас не замерувам за тоа. Но треба да имаме една мисла во главата. Оној дел на луѓе кои што се обидуваме да ги гледаме работите и после 5, и после 10, и после 15 години. Да не ја испуштиме позицијата во која што секогаш ќе кажуваме дека Преспанскиот договор е неправда спрема македонскиот народ и македонскиот народ има право на долга, средна или кратка перспектива да се бори против последиците од тој Преспански договор. Пред 5 години премиерот сегашен, тогаш лидер на ВМРО ДПМН Мицковски, тврдеше и заговараше укинување на Преспанскиот договор. Пред неполн месец вели Преспанскиот договор е ремек дело на Европската унија. Дали вие мислите? Не. Тоа сосема во друг контекст беше кажано. Он го кажа, ако вие велите дека Преспанскиот договор е ремек дело, тогаш истото ремек дело пресликајте го во односите со Бугарија, односно одложената примена на уставните измени. Заради тоа што кога се гласаше Преспански договор во собрание, уставните измени влегоа со одложена примена. Тогаш е прв пат направено тоа. Може да ги погледнете документите. Господин Димовски, верувате ли дека е возможно уставни промени со одложено дејство? Видете, уставни промени без одложено дејство се невозможни. А што е возможно, ќе видите. Од каде оптимизмот кај вас дека нешто се крчка на релација Скопје-Софија? Видете, голем и видлив, дури и јавно видлив е интересот на меѓународната заедница околу ова прашање. Прва работа. Втора работа. Изместена е позицијата во францускиот, така наречен француски договор, да не ги навредуваме французите континуирано, изместена е доктрината, злоупотребена е моменталната политичка слабост на тогашната власт во Македонија во насока на постигнување на
договор кој што ќе биде добар договор, оддржлив договор. И тоа е нотирано и детектирано од меѓународната заедница. Не е во прашање само односот на неколку критичари на францускиот договор, туку е детектирана слабоста во самите темели на тој договор. И тука базирам некаков оптимизам. Мислам дека и меѓународната заедница е свесна за изместената, премногу изместената дисбалансирачка позиција на тој договор. Ако за договорот со Бехтел и ЕНКА, за кој ВМРО ДПМН тврдеше од позиција на опозиција дека е најголем криминал во поновата историја и дека за тоа се крие корупција, зошто и по 5 месеци од владењето на Мицковски и оваа влада, договорот не е декласифициран? Вака директно прашање треба да поставите до нив. Јас ќе ви кажам што мислам јас. Заради тоа што не можам да ви давам одговор на така концепирано прашање. Не сум дел од никаква државна институција, иако сме виделе сите некои делови од договор. Прво треба да бидеме честни и искрени, да кажеме дека тој договор има некаква тежина и заради компаниите кои што се вклучени во тој договор. Бехтел и ЕНКА. Едната доаѓа од првиот стратешки партнер на Македонија, тоа е Соединетите Американски држави, другата доаѓа од вториот стратешки партнер на Република Македонија, еден од другите стратешки партнери, Република Турција. Така да, тоа прави некаков дисбаланс. Втора работа, која што мислам дека е многу битна, а и верувам дека владата ќе ја испочитува, е да го динамизира процесот адекватно на буџетските капацитети на Република Македонија, заради тоа што таа динамика која што беше претходно постигната е пребрза и прескапа за Македонија. Не можеме да го исполниме нивото да исплаќаме по 200-300 милиони годишно за само еден проект. Тоа е битно. Друга работа е битна да се види која е приоритизацијата на изведба на дел од договорените коридори. Дали ни е приоритет од 4 ленти да направиме 6 ленти помеѓу Тетово и Гостивар, или ни е приоритет од 2 ленти да направиме 4 ленти помеѓу Битола и Прилеп. За мене второто е многу побитно. И трета работа, дали владата може да успее, ракавица дури и за владата, дали владата може да успее во договарањето и балансирањето на цените и изведбените работи, да успее да наметне можеби и до изградба на некои делници кои што не се дел од овој договор. Зошто? Заради тоа што низ перцепцијата на македонците како етничка, како народ во Македонија беше премногу работа на западниот дел од Македонија. Да видиме, имаме други делници низ Македонија кои што исто така треба да бидат приоритетни. Гевгелија, Струмица, Ново село, Петрич. Треба да биде приоритет. Не е поврзано. Велес, Прилеп, понатаму Битола, еден крак Охрид, еден крак Лерин. Не е поврзано. Така да има и други патни правци во Македонија кои што треба да се разгледаат. Ако тоа успее да го направи владата, мислам дека процесот и целокупноста на овој проблем ќе добие сосема друга дименсија. Се најавуваат реформи во македонскиот правосуден систем. Се зборува за распуштање на судскиот совет и советот на обвинители. Имавме период во кој судиите ги етикетиравме како сваровски, кацарска судство и така натаму. Пред една недела министерот за правда започна широки дискусии, со конференции, се одржаа некои од нив, не знам точно детали, околу дискусија околу законот за судски совет. Да видиме што ќе донесе. Мене лично, ако ме прашате, јас мислам дека судскиот систем во Македонија треба да помине низ сериозен процес на длабоки, остри и силни реформи. Но не сум само јас тој што одлучувам, нити само вие, така? Сето тоа треба да биде конципирано и прифатливо, зошто? Заради тоа што ако правиме сериозни реформи во правосудниот систем, не ги правиме за Илија Димовски или за Гораст Чомовски, ги правиме за граѓаните да имаат повисок степен на доверба кон институциите. Каква е ситуацијата? Катастрофа. Дали имаме функционалност во институциите на правосудството и во јавното обвинителство и во судството? Не. Дали се подложни на влијание? Очигледно дека се подложни на влијание. Дали има обвинувања за корумптивност во тие постапувања? Има. Да почекаме. Велам, вие ги гледате со призма дека премногу нешто се прави, јас го гледам со призма дека премалку се прави. Да почекаме, да видиме тие консултации кои што ги тера министерот Филков, каков резултат ќе дадат, кој ќе биде предлогот од владата
на државата. Веројатно ќе се потруди владата според пораките кои што ги гледам да биде некаков прифатлив компромис помеѓу мојата крајна позиција и вашата крајна позиција, за да сето тоа биде разумно и прифатливо за граѓаните, но да почекаме. Јас многу побрзо би ги терал тие работи, можеби, вие воопшто можеби не би ги терале работите. Да видиме. Но секако да подцртаме како некако заклучок во одговорот дека владата мора да даде видливи и ефективни резултати во ова поле. Ако не го даде тоа, ќе има сериозен проблем на следните парламентарни избори, кога и да се, да даде одговор зошто направила и дали тоа што го направила е доволно. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас за прашање. Илија Димовски, поранешен пратеник, во моментов надвор од политичките води, но во позадина е активен. Следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Се надевам дека во изминативе 60 минути го задржавме вашето внимание со изборот на соговорниците и темите кои ги обработивме во ова издание на ТВ магазинот. Довидување до идниот петок во исто време.